Нема да ви зборувам за биографијата на овој голем светител, зашто тоа можете да го прочитате во книгите напишани за него, а денеска многу лесно може да се најде и на интернет. Оно што сакам да ви проговорам е словото за неговата ревност. Именно овој светител, Свети Николај, Метликийскиот чудотворец, учествуваше на првиот Вселенски собор. Тогаш, кога е осудена ереста на Арии, или како е позната меѓународ аријанската ерес. И тогаш Свети Николај од ревност кон Господа му удри шамар на Арии за неговото злочестие. Веднаш беше расчинат од другите оци кои беа на соборот, зашто не доликува на еден архиереј така да се пресметува, па макар и со неговите непријатели. Замислете сега епископот на мое место да почне да мафта со рацете и да ги удира другите. Што ќе помислите за него? Така исто помислиле и за Светиот Отец Николај и затоа го расшириле. Меѓутоа, кратко траело сето тоа, затоа што Пресвета Богородица и Господин Христос им се јавил на другите оци кои учествувале на соборот и му рекол: вратете му го чинот на Николај, затоа што тоа го направи од ревност кон мене. Што е тоа ревност, браќа и сестри? Ревност е со други зборови благословен инает. Кога ние се инаетиме за нешто, тоа е неблагословен инает. Кога им се инаетиме на родителите, или кога се инаетиме на некој кој говори нешто, само за да бидеме спротивни, ние се инаетиме. Меѓутоа има и еден благословен и блажен инает. А тоа значи во доброто да се инаети човек. Кога прави добро, да има упорност во тоа, сила да има во тоа. Таа упорност е Божи дар. И тоа го откриваат оците на првиот Вселенски собор и велат: па ние не сме достојни со ваквиот благослов кој има овај Отец, ние да му го земиме чинот. И затоа и му го враќаат чинот. И затоа тој повторно од секогаш почитуваме во црквата како епископ на црквата Божја. Епископ кој е во едно место, за цела црква е епископ. Значи, чинот што го носи епископот, тој не е само за тоа место, како што јас сега сум епископ во ова место, ама сум секаде во светот признат со тој чин што го носам. Така исто и било во времето на Свети Николај, Метликийскиот чудотворец, кој живее многу векови пред нас. Не се години. Да каже човек 18 години пред нас живее, или 180 години. Туку 18 векови живее пред нас. Тој, браќа и сестри, тој светител 18 векови се споменува неговото име. 18 векови му се молиме на Свети Николај за нас, за наш просперитет, за нашите ближни, за нашите пријатели, за оние кои ги љубиме, а тој секогаш легува во престрел. Затоа што прво ја знае слабоста човекот, значи е човек. Исто како Пресвета Богородица, не го има тоа место како Пресвета Богородица, таа има специфично место од десната страна Бога и Отца.
Меѓутоа има возвишено место и Свети Николај. Ама предходно ги поминал сите степени кои ние сега ги поминуваме во животот. Нешто ние поминуваме, а тој ги поминал сите. И се восовршил до таа мера, откако човек ќе проба се, тој станува искусен на се. И знае како и во тешка, и во средна ситуација, и на море, и на пат, кога е човек. И затоа сака да им помогне на луѓето. Ама смислата на помошта во црквата не е да не избави само во овој живот во кој што живееме и да ни биде 2 години подобро. Туку работата е да се спасиме, да имаме вечен живот. А ако тоа е смислата, тогаш и низ тешкотиите кои поминуваме, ние се молиме на Бог, се молиме на Свети Николај, ама свесни сме затоа дека треба да го научиме и тој пат. И патот на тешкотијата, не е само патот на лесните работи. Тоа не учи длабокото, широко учење на црквата. Затоа што црквата не е од вчера. Таа постои со векови. И ги имаат собрано целата мудрост во себе. Како и што читавме денес во Паримеите. Мудростта е во црквата. Ама не како проста мудрост, како да постапува човек мудро во живот. Туку со таа мудрост да се спаси. А што значи да се спаси? Да има живот вечен. Ние сме жедни за живот вечен. Тоа е она важното што треба да го бараме во живота и да копнееме по тоа. Затоа што другото се вака или онака ќе дојде, ама и ќе пројде. А вечниот живот е вечно, тој не може да пројде. Тоа е вечно. Таа вечност сме жедни, таа вечност, затоа доаѓаме во црква. Оти никој друг не може да ни ја подари таа вечност. Само црквата може да ни ја даде, затоа што Господ пребива во неа. Господ пребива и во овие светители, секако, ама и тие се црква. Во нивното време, кога тие живееле, пред 18 века, Свети Николај Методичкиот чудотвор, исто вака како вие што одите во црква, и тој одел во црква. Седел на некоја клуба таму и слушал длабочината на црквата и ја примал во себе. Затоа станал длабок, затоа станал широк, затоа неговото име не може да згасне толку векови, затоа што човек што го има Бога, тој живее во Бога, расте во Бога, од слава во слава расте. Тоа што Господ го достојува на тоа. Затоа, браќа и сестри, да се трудиме секогаш името на Свети Николај да ни биде име за пофалба, затоа што Свети Николај го заслужува тоа. Тој е наш патеводител. Во тропарот кој го пееме и денес и утре ќе го пееме, зашто секогаш кога го славиме него, го пееме тој тропар. Велиме правило на верата и образ на кротоста. Правило на верата, зашто го ја зачува верата. А образ на кротоста како? Кога му удри шамар на Ари. Каква кротост покажува? Кротост е друга, а ревност е друго. Значи, кроткиот човек, мирниот човек може да биде кроток, додека не го расрдиш во верата. Односно, додека не му кажеш работи кои се спротивни на верата. А тие работи кои се спротивни на верата
ја будат неговата ребност. Таков е примерот на Свети Николај Метихискиот чудотворец. Нека тој ви биде помошник во сите дни на вашиот живот. Нека ве чува, нека ве го покажува патот и нека ве штити по милоста Божја во сите векови. Амин.